утринската тема, подсетувам за оние кои што можеби подоцна се вклучија, се фокусираме на мотоциклизмот. Поточно имаме одличен повод зошто ја реализираме денешнава наша утринска тема и отстапуваме простор, заради тоа што кај нас навистина постојат многу луѓе кои што ја чувствуваат таа пасија кон мотоцикли, она кое што меѓу другото веројатно го споделуваат тие кои ги возат мотоциклите, но и сета таа дружба која што се случува на различни мотособири. За нешто кое остава впечаток кај нас и кое се одржува по пети пат е токму мотоизложбата, односно изложбата Круз Култ, која го има своето пето или јубилејно издание и тоа се случува токму викендов, односно во сабота на 27 јуни. Во парк на Франкофонија е една одлична можност за посетителите, за оние кои што можеби возат мотоцикли, сакаат мотоцикли, се воодушевуваат на таа креација и кога зборуваме за поврзаноста помеѓу уметноста и мотоциклите, ќе речеме каква е тука поврзаноста, но има и тоа каква поврзаност за тоа кога застанува машината, а кога почнува креацијата и многу други интересни нешта во студиото со мојот гостин, генералниот организатор на Круз Култ, тоа е Јосип Стибал. Јосип, добро утро и добро дојдовте во утринска тема. Добро утро, добро ве најдов и поздрав до гледачите да сите. Одличен повод реков имаме денес. Честитки за тоа кое што веќе може да кажеме континуирано се прави, а тоа е ова изложба која не очекува во сабота, Круз Култ, нешто кое, како велиме, ја доловува уметноста на мотоциклите, поточно таа поврзаност. Сега, бидејќи станува збор за меѓународна изложба на чопери и кастом мотоцикли, веќе од година во година повеќе изложувачи, не само од кај нас, туку и од останатите земји во Европа, па ајде да видиме, ќе почнеме со тоа, подоцна ќе ја прошириме темата, но се разбира детали за тоа кое не очекува токму во сабота. Што се ќе имаме можност да видиме? Значи, имаме пета година поред Круз Култ, јубилејна, 5 години труд, 5 години славење на уметноста на живењето, уживањето во овие прекрасни машини кои кај секого, кај повеќето луѓе будат емоции. Имаме изложба на некои си над 80-90 примероци од класите, како што спомнавме, чопери, кастом се подразбира, би кажал, за гледачите кои што немаат толку познавање. Под кастом се подразбира на правени, модифицирани мотоцикли, каде што се модифицирани со цел да се добие една уникатност, односно секој представник, секој што вози ваков вид на мотори, сака да неговиот примерок да биде поинтересен, да биде уникатен и тука доаѓа таа една спојка со уметноста и мотоциклите, каде што има милион опции во таа потрага на уникатност. Имаме, значи, од фарбање, пресликување на самиот мотор, на резерварот, на деловите и така натаму, од момент на фарбање, да кажеме, до изработување на сами метални делови, каде што под тие метални делови спаѓаат од издувите, од ауспухот, до резервар, до гидан, до држачи и така натаму. Така да кога се вклопи целиот момент и воедно и положбата на самиот мотоцикл, како е возењето и се, представува еден full package, цел пакет, каде што имаме многу работи што треба да се поклопат за целото тоа да изгледа така како што е. Значи, ќе имаме преубави примероци на мотори, после тоа имаме олдтаймери, интересни што се во оваа култура. Тука спаѓаат, ќе имаме преубав Мустанг од 68 година, легендарен модел Bullet. После тоа имаме во автомобилите имаме Buick LeSabre, тоа се оние големи автомобили, Cadillac во тој стил, нели, по
4000 кубици и така натаму. Имаме бендови, имаме музика нели за време на целиот настан, интересни бендови поврзани со таа култура, така тука спаја рок-н-ролот, рокабили, кантри делови и така натаму што се во целиот момент. Имаме фуд корнери со храна, пијалаци, ќе имаме на одредени места каде што ќе има и изработка на одредени airbrush моменти за цртање со самите мотоцикли, така да има многу содржини. Ги поканувам сите нели што ги интересира или сакаат да видат и да доловат оваа култура, да дојдат и мислам дека ќе доживате едно убаво искуство, експириенс од целиот тој настан. Така е, да, има разновидна програма која што трае во текот на целиот ден, за која што ние и подетално во продолжение ќе најавиме во однос на настапите на бендовите, перформансите или она кој што го спомнавте, изработка на уметнички дела, односно цртежи на самите мотоцикли со помош на воздушен пиштол и посебни четки, што веројатно е едно посебно доживување што ја прави разликата, да кажеме, од други мотонастани или вакви слични концепти. И тука повторно ќе речеме се чувствува уметноста, но верувам дека од година во година, со оглед на тоа што е пето издание, некако се забележува, односно се добива впечатокот што е она кое што би требало да се додаде, што би можело да биде интересно за посетителите, а при тоа можеби некои нивни, да кажеме, сугестии, коментари, тоа што би сакале да видат. Од секоја година организацијата веројатно ќе кажеме дека е се поголемо искуството, но не е помала работата, односно трудот, самото договарање или организирање на еден ваков настан. Факт е дека ни се потребни вакви случувања. Да. Па, вака, јас сакам да кажам, наградата за целата таа организација, трудот, телефони, луѓе, се и се што екипите, сакам да кажам, Крускалт сме, некои си 15 луѓе што се дружиме, возиме, с некои сме над 20 години трае тоа пријателство и треба поголема екипа за се тоа да изгледа како што изгледа и од година на година одиме, имаме повеќе и повеќе публика и воедно тоа е таа награда што ни кажува дека Скопје, Македонија, народот го сака тоа и очигледно има интерес, бидејќи секоја година имаме повеќе луѓе, така да гледаме кои моменти треба да ги додадеме веќе со 5 години искуство, но главниот драйв е публиката. Доколку настанот има публика, тоа е самиот показател. Ние можеме да се собереме било каде, меѓутоа ако не е нели не дојдат за да го видат тоа и тоа што е представено и нема интерес, тоа и самата организација и се тоа паѓа во вода. Да. Но до сега е покажано навистина спротивното, односно дека тоа и тоа како привлекува внимание кај публиката. Во однос на програмата наброевме што се ќе биде дел од програмата, но во она кое што е објавено си има термин кога и како што ќе има. Меѓу другото, покрај изложбата на најдобри примероци на мотоцикли што споминавме, тука и тој музички дел каде што дополнително се зголемува расположението и самата атмосфера на настанот. Настапи на блуз и рок бендови In the Mood и In the Mood и And Band Eruption и уште еден бенд има и Сайгон. Сайгон, така. Значи почнуваме со Сайгон некаде од 12 часот, тоа е македонски авторски бенд. Почнуваме од 12:15 до 1 и нешто, од 1:15 до 3:15 се In the Mood, Джими и Сашо. И после тоа завршуваме некаде околу 3 часот, од 3 до 6. За крај се Eruption, Битола, гости наши нели во Скопје од Битола, авторски бенд со доста години искуство, така да целата програма е интересна, опфаќаме нели музика и тој дел на рок културата што е поврзана со ова движење, со оваа култура
И исто би напоменал, интересен момент имаме со избор на 3 представници на мотоцикли, каде што судиите што се, да кажеме, тие повозрастните во оваа култура одбираат 3 примероци од сите представени и после тоа публиката гласа кој ќе биде најдобар. Тоа е public choice, нели? Тие 3 се најдобри во класите, да кажеме, а после тоа публиката со гласање гласа 1, 2 или 3, нели, така добиваме кој е најдобриот примерок според публиката, нели. Така да имаме една интересна интеракција со публиката и е интересен момент на после тоа и нели очекуваат гласањето, така да се вкупно си е цело време имаме убави содржини и интересно. Добро осмислено, поврзано едно со друго, а се разбира во интеракција и целосно внимание или задржување на публиката, но и сатисфакција за оние кои што учествуваат во изложбата. Поточно оние кои што учествуваат со своји мотоцикли, заради тоа што се добива наградата на крај заслужена, но истовремено и честа да се учества, која верувам дека се повеќе се зголемува желбата и кај оние кои доаѓаат од други земји, како што имаме и оваа година во пето издание, во однос на соработката со нив, во однос на, да речеме, комуникацијата, па и ако направиме една споредба како тоа се реализира во земјите од каде што доаѓа, знаеме дека мотокултурата во европските земји и тоа како е развиена, па нешто ќе земеме пример или пак ќе сватиме дека со ваквите организации дека навистина треба да го следиме тој чекор. Така. Значи, ние имаме учесниците на изложбата, некои што се знаеме, ги знаеме, така да, но од секоја година имаме и нови учесници, што има луѓе што преку текот на целата година го спрема проектот мотоциклот за да го изложи на самата изложба и таа комуникација исто така во време на зимскиот период кога немаме толку возење, тука се тие дискусии, па дали ова да биде со ваква боја, дали аголот е добар и така натаму. А комуникацијата со странците што доаѓаат од Англија, спомнавме, кажавме Германија, Холандија, Белгија, тоа е една интересна соработка, дружба што трае со години наназад, сигурно некои 15 години и повеќе ние се дружиме и тоа е, би напоменал и минатите години имам спомнато, тоа е еден легендарен клуб, Чопер клуб се вика, нели и името е на класично Чопер клуб, но може да го користат бидејќи 55 години имаат традиција на постоење и всушност сите учесници што се делови од Чопер клуб што возат во клубот, сите мотоцикли мора да бидат кастомизирани, правени. Значи, ако кажеме само аксесорис, се смета да се смени ретровизор, меѓутоа овде има по радикални измени како менување на цел резервар, една машина од еден мотор да се стави во друг и така натаму и многу интересно и во група кога се возиме и возиме, тоа е многу интересно делува бидејќи такви машини не можеме да ги сретнеме било каде. И ја имаме честа што си имаме и почит со толку години и се, Чопер клуб да дојдат тука и би напоменал, не знам, во оваа култура и на светско ниво, во кастом мотоциклите и во овие изложби на мотори, Чопер клуб се тоа на главните представници. Така да имаме чест сликовито да кажам како Rolling Stones во таа приказна да дојдат во Македонија и воедно еве уште една за кој сака да види и да ужива во тоа има стварно можност. Можност, да.
Да. И да не забораваме, доаѓаат од високо развиени општества, каде што и веројатно развивањето на мотокултурата се одвива малку на поинаков начин, или да речеме организирањето на вакви настани. И од тука и за вас е особено важно кога тие ќе го дадат своето мислење или кога на крај ќе го изразат своето задоволство токму преди учеството во Круз Скаут или на една ваква изложба во Македонија, каде што ете ние имаме можноста да ги видиме, а тие пак имаат можност да покажат што знаат и од каде доаѓаат. Така. Видете, коментираат ли најчесто, имаат ли некакви знаете, ова е нивно второ доаѓање на Круз Калт. Значи, зборам оваа екипа, имаме и други, меѓутоа да. главниот момент. И ова е нивно второ доаѓање, трето всушност и на првото имавме представници, така да трето доаѓање и знаете, интересен момент е што им се допаѓа нашата култура, нашата фреквенција, да кажеме балканската со нели таа наша топлина и сите тие пропратни моменти. Што обично се за еднакви кај туристите кои што ги даваат впечатоците. Да. Тие се подразбира, ние со моторите патуваме по секаде и нели сека да кажеме се наваѓаш таму каде што се чувствуваш поубаво. И воедно и на првата изложба која дојде представникот кај нив, кога се врати во нивните делови натаму, кажа дека е преубаво и беше презадоволен и се, и воедно и таа исто сериозна поддршка од него што понатаму беше пренесено, и така да имаме една преубава дружба. И сега да не забораваме и стандардот го прави своето. Сепак јас на пример кажувам дека оваа изложба ја правиме со цел луѓето да видат дел од оваа култура, воедно и рушење на стереотипите. Знаете дека често пати мотоциклите, поготоа чоперите, па се поврзани со некои нели негативни криминални моменти, но целта наша е да ги срушиме еден од тие дел од тие некои стереотипи и воедно на младите да им представиме од оваа култура, бидејќи сепак сите ние работиме, ствараме и така натаму, дека едно патување надвор од Македонија сето тоа чини. Да се купи самиот мотор чини. После тоа сите тие модификации, работи, се околу него, се тоа, така да бара сепак оние основни едни работи, младите да бидат дел од општеството, да работат, да стварат и воедно да можат да уживаат, бидејќи не е овој лесен пат, во смисол бара и средства и нели работа. Да, а тоа дека хобито или пасијата кон нешто нема цена, значи дека ќе се работи напоредно, но сепак да се оствари оно кое што сакаме да си го реализираме кај себе или не исполнува. Во случај најчесто тоа е со оние кои ги сакаат мотоциклите, истовремено уживаат при во нивното возење, но и дружбата која што постои во мотоклубовите. Само би напоменал сега во склоп на ова дека нели цените и така натаму, добар дел од нас помлади која нели некои студентски денови или после тоа кога не може да се дозволи и автомобил и кола и се, изборот се знае дека купуваш мотор и после моторот се вози и лето и зима и се, меѓутоа моторот е поважен од автомобилот, понатаму веќе други моменти. Но тоа се носи и други работи, а тоа е соодветна опрема за различни годишни времиња, се разбира соодветна опрема во однос на безбедност, бидејќи знаеме дека кај нас и за најобичните, така ќе се изразам, мотоцикли, немаме многу, да речеме, пофални зборови за оние кои што во секојдневното учество се обраќаат носат соодветна опрема, па така да не зборуваме за овој дел каде што се треба да биде по правила и прописи. Впрочем, секогаш треба да биде без разлика. Опрема мора, секогаш кога се качуваш и до гледачите, нели, доста луѓе ќе ме прашаат, тебе со толку години искуство, основни некои работи кои се, значи кацига, без кацига на мотор нема качување. Често пати луѓето прават онаа грешка, јабе до тука сум на 1 километар на 500 метри, меѓутоа да не забраваме дека ова
хоби или начин на живење, како да го кажам, има свој ризик и кога веќе влегуваш во играта, треба да ги почитуваш правилата. Така да основна работа би било кад сега понатаму да збориме сите тие моменти за натворено и за напад, но треба внимавање и почетин кон самата машина и кон самиот сообраќај и сите тие. Така, и кога тоа ќе биде на високото или потребното ниво и кога се чувствуваме безбедно, тогаш можеме да се препуштиме на она кое што го создава мотоциклот во уметноста или низ уметноста и обратно. Па ако се префрлиме во тој дел од нашата тема, јас би прашала колку дизајнот на еден мотоцикл може да биде, да ја одрази личноста на неговиот собственик. Колку тоа најчесто е така? Па најчесто да кажеме сега, видите, има различни стилови. Јас возам Вулкан 1600 кубика, тоа е карбуратор машина, со тоа што секој си оди во некој свој стил. Јас, например, мојот стил е, да кажеме, по клин се кажува, по чист. Не сакам премногу детали, меѓутоа други сакаат, не знам, повеќе дополнителни странични торби, не знам, бои појаки и така натаму. Со тоа што кога зборуваме кај личноста, да кажеме, често пати има некоја поврзаност во смисол дали ако човекот е по разговорлив, пожив и боите се појаки и така натаму. Така да секогаш има некоја поврзаност, секогаш дали е суптилна, поголема, така, но во принцип има. Да речеме да одговара на карактерот на оној кој што го вози мотоциклот, ете така некако во превод би било. И веројатно тоа е дел и од пасијата. Така, ако го сакаш мотоциклизмот, ако ги сакаш мотоциклите, сакаш да ги возиш и имаш свој собствен мотоцикл, го уредуваш или го креираш онака како што... Тоа е изразено во нашава култура, да кажеме оваа со чопериве, класиките и со тие моменти. Кај доста луѓе, стои како автомобил. Се качува на него и го вози. Меѓутоа, ние, поради тоа е таа поврзаност на круз-каунти и крузингот со потрагата по таа индивидуалност, потрагата по автентичност, а не тренд и така натаму. Значи, тука се тие моменти што ја прават разликата помеѓу овие мотоцикли и останатите. На останатите може да се земе, например, не знам, грејачи на самиот автомобил, на самиот мотоцикл имаат дополнителни седишта што се монтираат, се ставаат. Овдека ние одиме, можеби некојаш не се оди толку на удобноста, меѓутоа да изгледа интересно и да се трага по таа автентичност и... Дали тоа значи дека кога гледате одреден мотоцикл, прво што гледате е самата естетика, отколку функцијата, или тоа е во различни... Па да, интересно е. Тоа е еден момент каде што прво се гледа естетиката, па после тоа. Например, во склоп нова би спомнал, има една модификација на овие мотоцикли, каде што менувачот, наместо да е на стандардните, на рацете, менувачот е на рака. Значи, додека се вози, има во самата машина излегува од кај менувачот метална шипка и обично тука има некоја топка, дали ќе биде тоа од билијард или некој предмет. И сега кога го возиш ти моторот, треба да менуваш со рака. Да, како автомобил. Меѓутоа, да кажеме, нема толку некоја практичност, ама има уникатност во машинскиот момент каде што треба да го изведеш, плюс визуелно делува интересно и така да е пример каде што одиме повеќе на естетиката да се гледа, отколку на практичност. Но сепак има таа спојка естетика и практичност, сепак мора да има на подолги патувања, поставеноста на телото и затоа кога гледаме ние по старите кои ќе кажат вака рацете, рацете не се така, меѓутоа целото тело е поставено по-легнато малку за да може да патуваш по долги километри, да не си здрвен и така.
Тоа е Да, сепак една од мора да причините. има и удобност, особено кога Да. зборуваме за патување Треба да има спој. на подолги релации. Да. Ако еве прашам што представува мотоциклот во современата култура, тоа дали би било символ на слобода, стил или нешто друго? Интересно прашање. Па, видете, мотоциклот представува прво слобода. Јас сметам дека моментот е слобода. Има еден документарен филм Why We Ride, зошто возиме. И тука има направено интервјуа со различни видови на мотоцикли, луѓе што возат, да кажеме од брзински до чопери, до ендуро, патувачки, некои и така натаму. И сега секој разговара, интервјуот, меѓутоа на крај се сведува на еден момент, нели, слободата и closest thing to flying, или најблиско нешто до летање. Бидејќи ние, кога ќе се развие брзината и сите тие, мотоциклот е само на две точки, кои што, само каде што допираат тркалата. Другото се е, нели, ветерот и енергијата и се чувствува. Така да, главниот од мен сметам дека е слободата, уживањето, нели, во таа привлечност, нели, на брзината и движењето. И сепак е еден одраз на уживање, слобода, се вкупно. И така да, јас кажувам, се качуваш на мотоцикл, забораваш на сите моменти, проблеми и се завршува. Така да. Да, веројатно некоја, како ќе кажеме, на некој начин медитација кај мотоциклистите кога возат мотоцикли, но медитација се извинувам и самото поправање. Да, што зборуваме еве зимно време или нешто кога не ни е толку сезоната, си одиш, си седнуваш, музика, пиеш кога си има, си работиш и лета времето. Така е, да, и веројатно тоа ќе го потврдат сите кои што се во тој свет или во тој круг. Но еве да речеме останатите кои не се, па кои што најчесто може да почувствуваат таа бучава. Така. Од мотоциклите често пати знаат да кажат како не им смета на оние кои што го возат, нели, бидејќи постојано го возат и постојано е таа бучава. А дали тоа за вас представува некоја своевидна музика, а не бучава? Па знаете, вибрациите на самиот мотор на машината што е, се кај овие покласични машини се чувствува повеќе за разлика од понови модели каде што, нели, како во автомобил, само е овдека се чувствува целиот оноа буквално како додаваш газ, го осегаш и тој момент. Ама и тоа се преферира од страна на мотоциклистите. Така, да биде погласно, Па видите, зависи од вкусот, да, зависи од вкусот. Меѓутоа го има и тој момент, нели? Видите, имаат американците една изрека loud pipes save lives. Во смисол, кога е гласен моторот, да не се оди во некои крајни граници, но кога е гласен и учесниците други во сообраќајот го забележуваат. Во смисол дека се доближува од позади, например, дека дошло и така натаму. Така да тие се едни од моментите, меѓутоа и звукот, дефинитивно звукот на чоперите си има своја убавина и ние го почитуваме и го цениме. Но се трудиме, нели, секогаш во населено место, кога си надвор некаде во природата, дивина и така натаму автопат, можеш тука и повеќе и се, меѓутоа во населено место се трудиме, сепак, нели, секој сака да ужива во тоа што го прави, но не може да им сметаш на останатите. Така да се трудиме во тој, секогаш имало исклучоци некои што, нели, ние, барем екипава на Cruise Scout и други што сме, го почитуваме тоа, но секогаш има некои исклучоци што... И секогаш и секаде има исклучоци, така што ако ние зборуваме за луѓе кои што
некако го сакаат тоа од срце и веројатно и се доста професионалци во тоа што го прават, веројатно тука почитувањето на тие меѓусебни релации, поточно почитувањето и на сите останати е особено важно. Кога ќе ја споменеме повторно уметноста, бидејќи тука даваме важен акцент на уметноста поврзана со мотоциклите и мотокултурата, тогаш ќе кажеме дека генерално уметноста ја изразува оригиналноста на секој уметник, како и да е или во која области да е. Тука е индивидуалноста пред се, но се разбира и она кое што сакаме да го отсликаме. Имаме уметници кои што пратат трендови, па не толку оригиналноста колку што трендот е исто така важен во сето тоа. Кога зборуваме за мотоциклите, тогаш кога нешто се креира, колку најчесто тоа е индивидуално, автентично, и колку исто така се пратат и светските трендови. Значи, она кое што е тренд во светската мотокултура, така да кажем. Да, убаво прашање. Постојат трендови во различни стилови. Пример, сега поедноставно за гледачите објаснам, например, поширока гума на крај, да кажеме, задната гума да е поширока и сега браникот кој е краток, се гледа гумата и се добива еден момент, нели, на масивност и така натаму, така да тоа е као еден многу мал тренд од целиот тој момент, уметнички момент. Со боите некогаш има, но знаете, единствен тренд што не поминува е хромот. Она, нели, металниот дел, хромот е тоа што се може да помине, и црни мотори може да дојат во мода, и се, нели, има период кога целите се она блекаут, затемнети и така натаму, но моментот што низ годините секогаш останува е хромото, оној шајни, светло момент. И поради тоа, например, што имаме некои семено што доаѓаат со дечиња и така натаму, знаете, од нивната висина и кога го гледаат хромот и сите работи се фасцинирани, нели, самата појава на мотоциклот, така да би напоменал во овој момент тие што доаѓаат со дечиња треба да внимаваат да не се доближуваат, да не ги допираат, бидејќи можно е некои од машините да се врели се уште стигнати, за да не се случи таков момент. Слободно се не гледам, но нека внимаваат малку на тој момент, бидејќи се развива, самите издуви развиваат огромна топлина и да не стигнеме до таков. Така е, да, мора да има еден таков предупредувачки момент. Да. Во моментот со уметноста, се извинувам, само би спомнал дека многу важен дел оваа култура има во гардеробата. Општо на светско ниво. Еве сега последните години се актуелни тие кожните јакни, меѓутоа целта на таа јакна и таа јакна потекнува од оваа култура. Односно на два реда што има за копчување, нели, целта е овој дел да се заштити од дувањето, од ветерот и од тие моменти. Кожните панталони се воедно исто заштита од тоа. Еден од символите, да кажеме, е костурската глава, која што се користи многу, потекнува исто и се употребува култура, меѓутоа знакот нема некој страф, да кажеме, или некој негативно, туку значењето е, нели, no fear of death, да се нема страф од смртта, и воедно со костурската глава немаме никаква религија, немаме никаква боја, немаме политики, немаме ништо, сите сме исти. Така е, да. Така да тоа се само дел од символите во, нели, уметничкиот момент, еве и од символизам и од гардероба, да кажеме. Така и со тоа, меѓу другото, се изразува тој слободен дух, значи похрабар, без страст и веројатно уживање, без предрасуди, некои уживање во животот и она кое што не прави поделби на луѓето, дали овој бил ваков, дали бил ваква боја или било што, тоа нема. Ние сме или сме пријатели или не сме, се познаваме, и таа енергија и тоа е тоа кој што сака може да биде. Така е, да. Веројатно ќе има добра енергија во сабота на 27-ми во паркот на франкофонијата. Зошто баш паркот на франкофонијата како место за... Видете, ние температурите се прилично големи. Оваа година ви се погодија, па навистина високи. Да. Меѓутоа, немаме многу избор, сакам да кажам, бидејќи ни требаат сенки големи,
сенка од чадор на овие температури не е доволна, а овдека под дрвата имаме. Се трудиме, значи, мотоциклите се поставени на асфалтот и на тие делови од паркот. Има некој мал број што се, меѓутоа внимаваме и на тоа. Така да, тука е во центар на Скопје, движење имаме, не е во главниот парк, па, нели, да биде и премногу гужва, сепак да биде на тие што сакаат да дојдат и да ја видат, нели, оваа култура. И до сега онака е убаво покажано, така да ќе можеби поднатаму ќе имаме некоја промена, но сега еве и петава јубилејната е таму под тие убави легендарни големи сенки. Така и ако е кон крајот на нашиот разговор споменам исто еден важен момент, односно факт, самата организација си бара еден посебен пристап од најситниот детал до нели крајниот момент, без што само како организација е потребно нормално необходна е поддршка која би требало да имате. Имате ли поддршката и генерално и од државата, бидејќи на некој начин е и промоција на на нашата земја? Имаме поддршка од Министерство за култура, имаме поддршка од општина Центар, имаме поддршка од Центарот за современа уметност, така да и најважно е поддршката од публиката. Како што кажав и претходно, и од секоја година на година имаме повеќе и повеќе публика. Имаме поддршка и од приватни компании, од година се тоа се зголемува, така да може секогаш да биде подобро, но сепак се успева за да се организира и да се стигне до некои стандарди. Сепак, нели, без спонзорите не би било можно да се изведе во денешно време. Знаеме какви се трошоците, да. Еден роден ден што се вика, знаеме колку чини, а не е овдека со сите тие моменти. Така е. Добро е кога ќе се препознае нешто што е важно и нешто што е вредно и кога ќе се знае точно каде треба да се даде поддршката, бидејќи тоа повторно ќе речеме за општествено добро или затоа што е и отворен настан, отворен карактер, можност. Да, сепак национален интерес каде што, нели, јас тоа го кажувам, еве ги поканувам и гледачите наместо некое стандардно саботно кафе или некоја пијачка, да дојдат да доживеат еден тотално различен и убав експириенс и да ја осетат оваа атмосфера, култура и воедно не само моторите, туку и луѓето што ги возат за да ги видат и да уживаат во самиот настан. За оние кои што сакаат, веројатно доста прашања упатени кон нив, бидејќи секогаш може да добиеме и оригинални одговори, поточно да се ставиме на кратко во нивна улога, односно тоа што го имаат како доживување и искуство. Уште едно прашање со што би се надоврзала на нашата следна содржина. Прашањето ми е поврзано со вашиот food corner, односно делот за храна кој што ќе го имате во склоп на Крускалт оваа година. Што точно е наменито за посетителите? Да секогаш поврзано со ова се знае бургери, секогаш имаме. Еве на кратко да спомнам, Фет Кичен ќе биде, нели? Цацко е легендата во тие, нели, кругови. Ќе имаме убави бургери, ќе имаме исто така интересни спрема некое како, не знам, изнадување колбаси со некои сосови. После тоа имаме, оваа година имаме и наполитански овие сендвичи што се со моцарела, малку и за другите вкусови за да ги покриеме, наполитанска пица во склоп на тоа и другото би било пијачките и такви. Значи за различни вкусови има можност за уживање. Јас го спомнувам ова затоа што гастрономијата најчесто знае да биде исто така една одлична можност за дружба, а прито искусување на различни вкусови и онако ние пак ќе го погледнеме во продолжение токму спојувањето на вкусови преку еден гастрономски форум, преку шпанските вкусови и традиција, шефот Луис Аруфат, кој што слушнавме дека беше кај нас, ги
представи своите вештини и ја доближи шпанската кујна до македонската. Тоа ни го подготви Софија, ќе го прегледаме во продолжение. Заисто една таква одлична дружба токму преку уживање во храната. Јосип, јас благодарам за гостувањето и за можноста да позборуваме не само за настанот, туку и генерално за тој животен стил на мотоциклистите, на оние кои што ги сакаат мотоциклите и ја имаат таа животна пасија. Да. Една голема благодарност до вас и до Телма телевизија, бидејќи од првата година Телма е поддржувач на култот на слободата, култот на крузингот, крузкалт. Така да ви благодарам за поддршката низ годините. Се гледаме во сабота. Да. Покана до сите гледачи. Благодарност уште еднаш. Убав ден, да, во сабота на 27-ми, Парк на франкофонија, кој што кажавме, и уште едно 5-то јубилејно издание на мотоизложбата Крузкалт.